последниот период е актуелно вашето разрешување од функцијата директор браќа Манаки. Што се случи? Прво, јас не прифаќам се уште дека сум разрешен. Затоа што мислам дека целата постапка е незаконска. Јас денеска испратив еден мејл во кој барам, сепак од собранието помина повеќе од 14 дена. Собранието се одржа на 11 или на 12 април, мислам на 12. И немам никаква одлука или записник, имам една кратка изјава по мејл, која ви ја испратив на медиумите, во која ме известуваат дека сум разрешен. Сепак е ова една значајна институција, сепак е ова здружение на граѓање кој има статут и треба да се повика на некакви членови во статутот кои апсолутно не се исполнети условите да бидам разрешен тек така. Се работи за една многу перфидна манипулација во која се оштетени мојот углед, во кој е оштетено целото работење на фестивалот заради хирови на 2-3 луѓе или тамо колку се. Така да мислам дека не е можда толку важно да се збори за разрешувањето, колку за последиците, односно за причините како една група луѓе во Македонија манипулира со кинематографијата, со друштвото, со се она што уствари нас треба да ни е светост оние што работиме на филмот. Сепак се работи, тројца луѓе, Роберт Насков, Лабина Митевска, Томи Салковски, во последните 7-8 години имаат земено над 10 милиона евра од државата да прават филмови. Вие проценете што е направено и како е направено. Јас да не зимам став за тоа, затоа што сепак сум страна во целото ова. И сега тие луѓе решаваат дека овој директор не им се допаѓа. Не знае, има бело одело на отварање, например. Од Креативна Европа за прв пат се добива и финансиска поддршка за овогодишната програма што следува на фестивалот од 46.000 евра. Да. Може ли да влијае овие нејасноти разрешувањето како директор? Дали може да ги повлечат финансиските средства и што би значило тоа за фестивалот? Вака, медија својата поддршка ја одобри на база на програмот на база на кој јас условно сум разрешен. Значи, причината официјална за да бидам разрешен е тоа што не се прифати мојот програм, односно сите тие програми што ги воведов и се она што направив за фестивалот. Медија програмата е многу значајна европска. Тоа е најголемата програма за поддршка на културата и филмот од неа има толку многу кори што не можете да се замислите. Се работи за програма со огромни пари во која Македонија вака сега, колку што разбрав, и Македокс доби поддршка, меѓутоа во однос на Манаки, тамо е доделена поддршка за програмите, за бројот на филмови, за бројот на европски филмови, за број на гости, за број на работилници, за број на презентации, за се она што ние всушност лани го направивме и кое од ова собрание беше нападнато и покажано дека е лошо. Се смени правилникот што е направен пред 2 години, правилникот за работење на фестивалот, и во тој правилник се направија рестрикции точно во однос на програмата и во однос на автономноста на директорот. Тоа би значело, според мене, дека медија, која под многу строги правила ги додели парите, во случај да не се оствари таа програма, ќе ги, значи нема да ги даде, ќе го сопре финансирањето и ќе го банира фестивалот за секогаш,
што веројатно им е целта на овие луѓе, затоа што на нив фестивалот не им е битен. Ако им беше битен, они, знаете, ќе се појавеа на фестивалот. Роберт Насков се појави на отварање и дојде на работилницата на Милчо, колку да покаже дека е тука, за да не се усрами утре како председател. Лабина не се појави воопшто, иако беше од мене официјално поканета и како поранешен директор и како представник на ЕАВ за Македонија, за да одржи исто презентација на организацијата, таа е многу значајна организација, во рамките на фестивалот. Горијан Тозија се појави еднаш, исто на отварањето. И сега, ако имаа забелешки било какви во однос, требаше и самата апликација за медија. То требаше да се направи во октомври, не во април 2016 година, на 5 месеци пред фестивалот. Тоа се уствари и луѓето, значи вклучително и Томи Салковски, да не го заборавам, затоа што он не некако стои по страна, како да нема, он на изборот и ме подржа, да бидам јасен, значи јас благодарејќи на заложбите на Томи Салковски и станав директор, зашто реално другите и немаат некоја посебна љубов кон мене. Меѓутоа, ние, ајде само за медија, ние оваа година го направивме фестивалот после 37 години да биде категоризиран во ФИАП. Значи, таа категоризација значи мониторинг. Со сето ова што сега се случува, нема да има мониторинг, нема да има категоризација. И тоа е завршена приказка веќе. Крај. Оваа година ние направивме, требаше да направиме годишната конференција на Имаго во Битола со 80 присутни членки. Тоа е манифестација која секој би се гордеел. И тука на некој им засмета. Например, точно конкретно за Имаго, Томи Салковски е тој што му е по, да кажам, повеќе забелешки дава. По однос на програмата даваат Тозија, Лабина и Насков. И сега, не знам што да кажам, во секој случај неубава работа. Спомнувам имиња затоа што не се срамам и не се плашам да ги спомнам. Знаете, они се сепак некакви авторитети и до сега никој не ги закачал. Меѓутоа направија стварно неубава и работа која е полна со манипулации. Најавивте дека имате испратено и приговор до Друштвото на филмски работници. Да. Во кој што барате вашето разрешување да се одвива законски. Точно така. Добивте ли некаков одговор? Нешто? Никаков одговор. Денеска испратив уште едно писмо, последно, малку поостро, барам во рок од 24 сата, да ми се испрати, според статутот, записникот и одлуката, и ако тоа не ми се испрати денеска, од утре друштвото ќе добие приличен број на тужби за нарушување на мојот углед, за рушење на фестивалот, за материјални и нематеријални штети. Како бевте првично известен дека ве разрешуваат? Добив мејл од председател. Не, јас за жал бев во Холандија. Јас дури, вака, хронолошки, некаде во март, сега не ме држете за збор, не се сеќавам на датумите, би требало во комуникацијата и во писмата што ги пишувам да се наведени. Во март месец се одржа собранието, за кое јас специјално се вратив од Холандија, затоа што имав приватни проблеми. Се вратив и тоа се одлагаше неколку пати. На крајот се одржа некаде во почетокот, мислам 9 или 10 март. И се извинувам, и на тоа собрание бев онака многу жестоко критикуван. Јас сум човек емотивен, можеби имаше потреба за некаква провокација код мене, за да реагирам поостро. Мислам дека доста достоинствено се држе, иако на тие провокации тешко некој ќе издржи. На тоа собрание се покрена една иницијатива од председателот да се свика управниот одбор и заради моето недобро работење да се смени правилникот за работа
да се донесе нов правилник за работа на ИФФК Манаки. Јас нормално реков дека тоа нема да го прифатам, од причини што не може на сред работа некој да донесува, ќе треба да ме разрешите, реков. Од друга страна, јас сум генерален секретар на друштвото, како директор на Манаки, и исто така сум и член на управниот одбор. Во времето кога се свика управниот одбор, јас ги самолив тоа да не биде во еден ден во кој се свика, затоа што тој ден бе во Бугарија, тога се одржуваше Софискиот фестивал и морав да бидам тамо заради обврски, приватни. И сам службенин на мојата компанија и не го усвоија тоа. Го направија точно кога не бев присутен и донесоа одлука да се смени правилникот. Сега, ќе рече некој, види, ова ги напаѓа четворицата, цел управен одбор донел одлука. Исто сакам и тоа да го кажам, дека во тој управен одбор, кој да е, сите се зависници од тие 10 милиона што ги кажав. Без тие 10 милиона не можат филм да снимат, не можат да работат, не можат лебот свој да си го јадат. И заради тоа можам делумно да ги оправдам дека носат таков срамен правилник. Но јас не бев, за жал, ни на тоа. После заминав веќе во Холандија и добив известување само по мејл, кое го напишав, почитуван колега, те известувам дека си разрешен и тоа е тоа. Значи, ништо, нити зашто, нити како, нити по статут, нити по член 3, нити по член ваков, нити имало кворум, немало кворум, нити имало записник, немало записник, ништо. Срм мрак, пази. Збориме за фестивал, што јас го тигнав сега на ниво да зима 300.000 евра, така некој се подпишува и вика, колега те разреши. Добро, еве, така нека биде. Кои се вашите предпоставки, во која насока ќе завршило? Јас само можам да кажам кои се моите планови. Значи, јас си реков дека со оваа тема ќе се занимавам до Великден. И повеќе никогаш нема да се занимавам, освен ако не ме закачаат, и тогаш мислам дека немам потреба. Јас моето го направив. Значи, јас ја известив јавноста, јас ги известив нив, работев според статутот и процедурите на друштвото, според програмата што ја поставив, не направив нити една грешка, единствен сум што даде финансиски извештај, перфектен, што ги врати долговите, што работеше без пари. И сето тоа за мене е доволна сатисфакција, зашто го направив со кеф. Сакав да го направам фестивалот подобар и да оставам услови една нова генерација да може да го води. Направив перфектен тим, што можеше фестивалот во секое време и независно да го прави. Сега, ова било работа на ДФРМ, така им било дозволено, и работа на државата која ги финансирала. Иако јас го доведов финансирањето 60-40. Значи, државата партиципира со 60%, а другите партнери со 40%. Јас имам веќе договореност со еден многу сериозен економски субјект во Македонија да влезе со многу сериозни средства како партнер. Сега сето тоа паѓа во вода. Паѓа во вода и е срамно мојата улога која би била. Што јас би можел да направам? Ништо. Значи, јас можам да излезам тука, да го кажам тоа што го мислам, тие можат да се одзиваат или да не се одзиваат на моите изјави, ама сепак државата, независно од целата ситуација, треба да земе став. Треба да земе став уште за една битна работа. По Законот за трговски друштва и за регистрација на невладини организации 2012 година требало да се однесе статут и членство во Централниот регистар. До последното собрание во март месец ова друштво тоа го немаше направено и работеше апсолутно нелегитимно.
Неколку пати се среќавав со Роберт Насков и реков дека ти како председател и јас како директор сме одговорните лица заради кои друштвото не работи како што треба и нелегитимен субјект. Дај да го спречиме тоа. Бевме кај мојата адвокатка, канцеларијата која јас ја користам за мои приватни работи, и се зафативме со правење на правилниците за регулирање на статутот и така натаму, и изгледа дека всушност друштвото не се регистрирало зашто нема регулирано членство, не се знае кој е член таму. И сега со разрешувањето сваќам дека членовите по потреба се кооптираат како гласачко тело. Не е важно кои се тие. Важно е дека треба да се подобни за да гласаат. На ова собрание последното присуствувале 30 на луѓе, 24 гласале против, неколку биле воздржани, односно 24 гласале за одлуката на собранието, 2-3 биле против и 2 можеби воздржани, но во секој случај тоа е срамно. Срамно е да не можеш членство да направиш, а во сето тоа да функционираш. И да функционираш како организатор на толку значајна манифестација. Апсолутно срамно. Срам за сите поранешни директори, срам за друштвото, срам за нас како луѓе што се бавиме со таа работа. Ви благодарам. Благодарам и на вас.